Секој граѓанин со наполнети 18 години ќе може да си го викне својот пријател да му се потпише, да однесе лична карта, да пополни образец и да стане кандидат за градоначалник или советник на предстојните избори. Хаос и километарски ливчиња за советници, но и голем избор на кандидати за градоначалници може да биде реалност на есен, откако ДИК го донесе правилникот, според кој со само 2 потписа ќе може да учествувате на изборната трка. Само како за пример, во градот Скопје од 6 кандидати што се очекувани, може да има и 30-тина. Од луѓе кои имаат визија и сакаат да се занимаваат со политика, па се до луѓе кои само сакаат да си поиграат мајтап и да ги има на телевизија. Тоа може да доведе до забуна кај многу гласачи кои се потешко ќе може да го најдат кандидатот за кој сакаат да гласаат. Според дел од експертите, како што досега сме сведочеле на така наречени шоу кандидати без реално влијание, кои на избори се појавуваат само за да ги има. Може да се повтори истото сценарио, сепак ќе се види дали граѓаните навистина сакаат да се вклучат во процесот, со оглед на критиките во минатото дека немало доволно избор. Нас и во минатото ни се случуваше во изминатите 30 и нешто години парламентарна демократија во Македонија и нели локална самоуправа од 96-та навака каде што гласаме на локално ниво. Имавме условно речено кандидати кои повеќе беа дел од шоу и за градоначалници, за советнички листи. Никој нешто особено промена не направи, така да ќе оставиме да видиме, ќе биде интересно. Сите тие кои гласно коментираат дека условно речено на ниво на локално дека нема демократија, дека нема избор, имаат 15 дена можност да креираат листи. Новите правила на игра доаѓаат откако Уставниот суд во мај годинава укина 2 одредби од изборниот законник, кои го одредуваа бројот на потписи што треба да се соберат за независни листи. Тогаш прагот беше 1% и најде на критики од граѓанските иницијативи, а по неговото укинување остана нерегулирано прашањето колку потписи тие треба да соберат за да поднесат листи на кандидати за членови на совет, односно за градоначалник. Викендов пратениците се обидоа да го регулираат ова преку измени во изборниот законник, но Дуи ги минираше обидите бидејќи гласаше против, со што не беше исполнет условот за Бадентер. Предлогот на владеачкото мнозинство беше прагот за потписи да биде 0,95% од бројот на избирачи во дадената општина, а преку амандмани на левица тој праг се намали на 0,5%. Сепак измените не поминаа.